Тука сме сите. Се надевам дека сте, затоа што следи една многу интересна тема и корисна, која ќе ни ја презентира Фисник Доко, Миредита Фисник. Фисник е Microsoft Certified тренер и страсен кларинист, кој што со својот инструмент му го разубавува секојдневието на неговиот син Лиз. Фисник ќе ни ја презентира темата Leveraging the Benefits of Azure App Services. Azure App Service е HTTP базиран сервис за хостинг на веб апликации. Апликациите можат да бидат развиени во различни програмски јазици. Урдеро Фисник и можеш да почнеш со својата песна. Фала Марко, фале минерит Марко. Фала за убавата презентација. Јас ќе зборувам реално за малку по-девелоперска тема. Значи ќе видиме хостирање особено на сајтови преку Visual Studio во App Services и ќе видиме што е App Services и што има некои специјални работи, што секако јаки страни, јаки да кажеме столбови на App Services. Пред да почнам уште еднаш, јас сум со да кажеме background developer, сум Microsoft тренер веќе 7 години и освен тоа работам како Azure Cloud Engineer. Значи целта на ова презентација која ќе се обидам да бидам прецизен 30 минути ќе биде за App Services и 90% од ова презентација ќе биде директно со демонстрации за да видиме визуелно што се случува и кои се уствари тие придобивки што ќе ги зборувам сега. Кога зборуваме за хостирање во делот на Azure, значи тој главниот столб што постоел од првите денови, првично се викаше Web Apps, Websites и веќе се вика App Services. За најјасно што е App Services, реално тоа е хостинг. Како вие што купувате повеќето од вас хостинг некаде или имате кај вас on-premise да хостирате веб апликации, ова е сервисот, платформа се сервис на Microsoft Azure, каде што ќе хостираме апликации. Тоа што беше една од јаките страни почнувајќи од пред 5-6 години повеќе, дека во App Services можете да хостирате било какви веб апликации. Ако вие имате on-premise IIS или да кажеме Apache, пак сте ограничени каков тип на .NET ќе хостирате и така натаму, тука реално можеме се. Можевме се и сепак можеме да хостираме било што. Почнувајќи од .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, Python и нивните различни подверзии и верзии, тука реално може да хостираме се и тоа на многу лесен начин со 2-3 клика кои ќе видиме во наредниот дел на презентацијата. Користејќи ги придобивките на клаудот, Azure App Services како таков, нормално и тој како член на клаудот, има придобивки од самиот клауд, како такви придобивки, некои од нив се дека може да скалира многу лесно, може да скалира автоматски, многу добро App Services се интегрираат со Visual Studio, со Visual Studio Code, меѓутоа и со другите алатки за кои постојат third party plugins. Освен тоа, и тука најнормално може да поставиме наш домеин, custom домеин, може да поставиме поддршка за SSL и меѓу другото може да имаме и background workers. Ако сте слушнале нешто како Handfire, што се користи моментално, како background workers во App Services се користи WebJobs, кои WebJobs може да се онака тригер на некое време и да ни пратат некои информации на одредено време и како таков код во WebJob може да поставиме различен код, почнувајќи од C# па се до PowerShell. Како други придобивки, освен поставувањето на различни технологии, е дека има многу добра интеграција со DevOps. Се мисли особено со Azure DevOps и има многу добра интеграција и ќе се обидам да го видиме и тоа во реалност. Освен тоа во реалност ќе видиме што се deployment slots и како се интегрира со Visual Studio, а тоа што нема да видиме во демонстрацијата ќе биде дека има поддршка за API, RESTful APIs, па потоа подесуваме, да кажеме дали имаме Swagger документација, подесуваме cross-origin resource sharing, додека за мобилни апликации има поддршка за Notification Hub, да праќа нотификации од App Service-от до милиони корисници кои ќе ги регистрирате во вашата апликација. Тоа кога купуваме реално хостинг тука во Azure, пакетот реално веќе не се вика тука пакет, тука се вика App Service Plan. App Service планот е многу битен
И во еден App Service план ние може да поставиме да хостираме повеќе сајтови и тие реално ќе ги споделат тие ресурси. Кога купуваме пакет или App Service план, тој App Service план се состои од регионот каде ќе хостираме, од бројот на компјутери максимален за скалирање, се состои од, да кажеме, моќноста на компјутерот и нормално од цената за сето ова. И тоа е од теоретскиот дел. И сега продолжувам директно на Azure. Значи тука ќе отворам App Services и веќе јас имам нешто, меѓутоа ќе креираме целосно нов App Service и потоа ќе хостираме и на овој App Service. Оваа презентација ќе може да ја пробаме и на Visual Studio 2017 и на Visual Studio 2019, така да прво би почнал на виртуелка каде веќе има Visual Studio 2017. Ке креирам нов App Service, да кажеме нов сајт, нов хостинг и сајт. Нека имаме нова ресурс група, да знаеме дека ова не е за C3 конференцијата, и дека нашиот нов сајт ќе има URL или адреса, нека биде C3 Cloud MK. Се проверува таа адреса, е достапна и ќе имаме автоматски и суфикс azureWebsites.net. Значи ова е задолжително, нема бегање од тоа. Убавината е што може да публикуваме. Може да публикуваме или хостираме код или Docker контейнер. Како прво кога зборуваме за код, може да хостираме .NET апликации, .NET Core, Classic.NET, Java апликации, Node.js, различни верзии, PHP, Python, Ruby, значи многу технологии. За оваа цел првично ќе изберам .NET Core 2.1 и може пак да избереме дали во позадина ќе биде на Windows машина или на Linux. Нека е на Windows компјутер и ќе изберам регион каде сакам ова да се хостира. Како регион ќе изберам North Europe и потоа во North Europe тука ќе креирам некој, да кажеме, пакет, односно што ќе купуваме, каков тип на хостинг. И тука во Change Size ни се појавуваат овие различни пакети. Имаме почнувајќи од Development Purposes, кој е free, има Basic и тоа што е посериозно за продукција, реално е стандард или премиум. Пример, стандартот е 7, кој ќе кошта $73 месечно, ќе ни нуди поддршка за custom domains, за SSL, за автоматски скалирање до 10 компјутери, значи 10 пати може да се скалира ова автоматски. Ќе ни нуди staging slots, или staging slots се викаат како environments или околини, пример да имаме околина dev, test, production. Може да имаме backups 10 пати дневно и може да имаме поддршка за Traffic Manager. Traffic Manager реално е како тип на load balancer, што уствари ако едниот регион падне, може да редиректира сите корисници во друг регион. Или ако имаме нашиот сајт кој е поставен во 10 локации низ светот, да ги редиректира корисниците според latency, каде имат најбрзи перформанси, таму да ги прати, или да ги редиректира според други правила, пример според приоритет или според географска зона. И окей, ќе изберам стандард, ова е доста добро. Next има дел за мониторирање со Application Insights, која е доста напредна алатка тука за мониторирање на веб апликации. Ке го оставам само окей и одам напред, next. И веќе ке креирам веб апликација, која ќе се вика според името што поставивме c3cloud.mk.azureWebsites.net. Додека тоа се креира, јас се навраќам во Visual Studio и во Visual Studio ке креирам нов проект. Ке биде, рековме, .NET Core 2.1, нека биде MVC Core апликација и само во homepage-от ке напишеме нека порака да знаеме дека е ова порака. Во меѓувреме, во позадина хостингот, App сервисот се креираше и со GoToResource ке стигнам во тој ресурс. Во меѓувреме во Visual Studio, во делот Views, Home, Index ке напишам некоја порака.
Ќе напишеме тука во homepage-от дека ова е C3 Cloud, да кажеме, верзија 1. И тоа е во ред, сега како да хостираме. Има повеќе начини. Првичниот, најлесниот е преку Get Publish Profile. Овој еден файл, што овој файл ако го споделам со вас и вие ќе може да хостирате тука во мојот хостинг. Овој файл ги има сите патеки, има хеширани лозинки и реално, ете, се навраќам во Visual Studio, само десен клик Publish, десен клик Publish и при Publish ќе го изберам фајлот што го симнав. Тој е во Downloads. Го избрав фајлот и веќе ова автоматски почна да го хостира мојот сајт. Значи со два клика реално веќе почна деплојот, публикувањето, ќе биде на оваа адреса, значи моментално немаме ништо, е празно, додека за неколку секунди Visual Studio автоматски во позадина ќе го хостира сајтот. Значи гледате, со два клика реално хостираме сајт за многу брзо време. И окей, чекаме ова само да заврши неколку секунди. Автоматски секој сајт ќе има наставка azurewebsites.net, меѓутоа ако имате ваш домеин, ќе може да го маскираме со вашиот домеин. И сајтот успешно се хостираше, ете ја нашата порака и хостиравме сајт за 1 минута со два клика. Ова е првиот најлесниот начин. Како друг начин е да хостираме, еве да направиме мала промена, нека биде верзија 2 и ако сме направиле некоја промена, може пак publish, пак два клика и за пократко време да имаме сега нова верзија, уствари која ќе биде верзија 2. Океј, заврши за многу кратко и ете имаме верзија 2 хостирана, значи ова се гледа низ цел свет, може и вие да сурфате и ова е видливо за кратко време. Како друг дел во интеграцијата со Visual Studio, ќе напишам тука верзија 3, ќе одам десен клик Publish и при Publish-от ќе креирам нов профил да хостирам со Wizard. И ќе избирам App Service, Select Existing, одам напред и тука напред сега бара наоѓа што има во мојот Azure Subscription, да, тоа е тоа, и само селектирам сето ова и сега уствари пак ќе публикува нова верзија преку нов начин, уствари што беше тука тип на Wizard. И окей, го чекаме уште овој резултат. Публикуваме трета верзија со ред. Уствари, само да проверам што напишев. Да, верзија 3 по втор пат публикувам, ќе заврши и ете резултатот пак. Се отвара сајтот, значи успешно бидна цела ова. Се навраќам тука во App Services, што други функционалности имаме. Како прво имаме тука мониторирање, може да видиме што се случува, дали има грешки, request response time. Друго интересно во овој дел е дека во Configurations, ако јас сум креирал хостинг за .NET Core, тука во Configurations јас може да сменам пак технологијата да биде друга технологија. Освен тоа, тука има подесувања за хостингот, што нема да навлезам. Друго интересно нешто е дека ако имате клучеви во webconfig или connection strings, може да ги пишувате директно и тука. Освен тоа, во овој дел би се надоврзал и со deployment slots. Моментално ова што го креиравме е еден сајт, директно продукција, тоа што правам директно е видливо и нема некаков вид на тест околина. Ако сакам друга околина, тест или нешто друго, тоа се наоѓа во deployment slots. Во deployment slots моментално има само production, може да креирам друг слот. Тој друг слот нека се вика тест. Дали да прави клон на нешто? Не ќам клон. Велам, ајде, креирај тест околина, која тест околина ќе има друга наставка. Значи, во овој хостинг креираме и под, да кажеме, и под околина како environment. За прво да пренесеме на тест, ако на тест е успешно, со еден клик да пренесеме продукција. Значи, ова се вика deployment slot, за кратко време ќе биде готово, а јас во меѓувреме одам во Visual Studio и велам верзија 5. Верзија 5
И ете, тестоколината е готова. Зошто ни служи ова тестоколина? Ќе видиме сега за една минута. Како прво, тестоколината има своја адреса. Ја отворам и адресата на тестоколината и во меѓувреме ќе гледаме дека таму нема ништо, додека на продукција имаме верзија. Како прво на тест ќе испратам најнова верзија. За ако тука изгледа окей, да го пренесам со еден клик тука на продукција. Се навраќам во Visual Studio, десен клик, Publish, и овој пат за Publish ќе изберам New Profile во Existing Application, меѓутоа ќе изберам Slot или околина. Велам, не го носи директно на продукција, оди прво на тест. И окей, избрав тест. И сега ќе треба да публикува на тест, почна на тест. Значи тука моментално ќе стигне најновата верзија, ако тука не е во ред, со едно копче, еден клик, ќе пренесам промената на продукција. И окей, гледам дека ова се уште работи, дека заврши, перфектно. На тест ни стигна најновата верзија, верзија 5, додека на продукција имаме верзија 3. Ете. Сега ако тестот клиентот го одобри, како да пренесеме од тест продукција, тоа може со едно копче. И тоа е копчето Swap. Сменим ги местата. Значи, тестот ќе стане продукција, продукцијата тест. И така, уствари, ќе имаме и последна верзија и предпоследна. Ако има проблем, пак со Swap смени, пак ќе смениме места. Еве, значи, тест, сакаме да носиме на продукција, Swap, и ова за неколку секунди ќе биде готово. И значи на продукција, тука ќе ни стигне верзија 5, додека ова верзија ќе се смени, ќе отиде на тест. И две верзии последни, значи, и ги имаме таму. Чекаме само ова да заврши. Значи, Swap им ги менува местата. Ако случајно пак има проблем на продукција, пак враќаме назад со Swap и тоа трае најмногу една минута. Значи, за една минута менуваме верзија во верзија. Се уште работи на Swap-от. Да заврши ова со Swap-от, потоа ќе презентирам кратко за Scale Out, како може автоматски да се скалира. И тоа е една добра, јака особина, значи без некој да седне пред компјутерова само да работи. И ете, заврши Swap-от, проверувам во делот, ова е продукција, само рефреш, тука стигна верзија 5, додека одам на тест, рефреширам, тука ја има верзија 3. Тука е верзија 3, додека ете, тука е верзија 5. Ги сменја местата и тоа беше целта. Значи, носиме на тест, ако е таму окей, само Swap и е во ред. Наредно нешто што е тука, реков е Scale Out, автоматско скалирање. Нека кажеме дека еве ние сме, не знам, некој сајт со илјадници корисници и овозможувам AutoScale. Тој AutoScale работи според 3 подесувања, пример. Прво може според метрик. И да кажам дека ако CPU-то, ако процесорот, пример, или други мерки, ако процесорот за 10 минути со ред работи со над 70%, те молам increase count една машина, дополни уште една машина и автоматски става load balancer, во позадина ќе имам 2 копии. И окей ова, значи ова може да се скалира до максимум 10 компјутери, меѓутоа освен да оди нагоре со повеќе компјутери, мора да има правило да оди надолу за да се врати у првична состојба. За таа цел викам, ако CPU-то е less than 40%, те молам decrease една машина, врати се назад у нормала. Ова е окей автоматски. Друго автоматски што може, да кажеме, ете,
ако на не знам кој датум таму нешто имаме, да кажеме, илјадници корисници. Пример за ова е ќе имаме избори на 25. Може да кажем дека од 25 цел ден ќе имаш 10 компјутери. Цел ден ќе имаш 10 копии. И само тој ден, наместо да купуваме ние 10 сервери кај нас, само тој ден нашиот сајт ќе се скалира 10 пати повеќе и ќе прифати 10 пати повеќе корисници. И друго подесување, ако ние сме, не знам, TimeMK пример, и преку работно време, односно работни денови и работно време имаме многу корисници, може да кажеме дека во тој период те молам дај 10 пати повеќе дај мојот хостинг. Ке помине тоа време, веднаш ќе се врати у нормала како да не се случило ништо. Ова е автоматско скалирање и значи ова е доста јака можност на App Services. Тоа е во ред. Сега да видиме уште нешто друго со Traffic Manager и тоа е многу добра особина. Пред да одам кај Traffic Manager, друго интересно што имаме, еве имаме тука Web Jobs за Background Workers. Ако ова што го купивме пред малку стандард ни е малку, може да го смениме тоа. Значи има тука можност Scale Up, ни текна дека ова е малку или ова е многу. Значи во Scale Up, ова е вертикално скалирање, веднаш ќе купиме нешто што е многу поскапо или поевтино и за 2-3 минути веднаш ќе ги имаме тие нови перформанси. Значи доста сме флексибилни, во секој момент што ќе ни текне се навраќаме и менуваме. Има за API дел за Cross-Origin Resource Sharing, има различни мониторирања, има можност сега да едитираме нашиот HTML, CSS директно тука во браузер, да не треба да се навратам во Visual Studio, директно тука да минувам содржина, да кажеме. Ете, се отвара едиторот, тоа е како тип на Notepad. Ако апликацијата не е compiled, како што е тука DLL, ако е текст, може веднаш да менуваме и да видиме резултат. Тоа е во ред. Инаку за хостирање на сајтови има 5-6 начини, не е само ова што демонстрирав јас, тие 2 начини. И тука би креирал уште еден друг сајт, значи имаме CloudMK и во меѓувреме одам во App Services, ќе креирам друг сајт во друг регион. Односно веќе имам тука еден друг сајт. Може да го сурфаме што има во него. Да, пишува West Europe, додека еве нашиот сајт што го гледаме е во North Europe. Нека имагинираме дека нашиот сајт сме го поставиле во 2 локации, и во North Europe и во West Europe, бидејќи имаме многу корисници и сакаме да сме достапни цело време. Тоа што е наредно, ќе користам тука Traffic Manager. Traffic Manager. Овој уствари ќе биде над нашите сајтови и овој ќе ги пренасочува нашите корисници каде да се обратат. За таа цел сега ќе демонстрираме тип на Disaster Recovery. Значи ќе напишам тука C3 Traffic Manager FD, C2, окей. И потоа како да ги рутира според перформанси, според приоритет, според географија. Велам според перформанси каде им е најблиско, таму пренасочи ги. И окей. И потоа, односно можеби и по приоритет. Resource Group ќе избирам нешто и веднаш ќе креира Traffic Manager. Имам уште 5 минути, така да таман е времето и за ова. Креирам Traffic Manager и ќе направиме една симулација, пример West Europe или North Europe, да имат некои проблеми, да не се достапни, што ќе се случи со нашиот сајт. Само да заврши Traffic Managerот. Да, во Traffic Managerот конфигурирам колку брзо да ги пропагира промените. Ќе поставам многу брзо. И поставувам по приоритет. Велам дека првиот сајт, кој беше нашиот сајт, да кажеме Cloud, C3 Cloud, тоа ќе биде App сервисот C3 Cloud, да има приоритет 1, тој да е секогаш достапен. И нека се вика ова Endpoint 1. Во меѓувреме поврзувам и друга копија, значи и друг сајт. Поврзувам и друг сајт. Идејата е да се овие два сајтови со иста содржина.
И сега да не изгубиме повеќе време, имаме два сајтови, иако не се со иста содржина, знаеме што ни е целта. Избирам и demo TMFD, овој другиот сајт, и него го поврзувам во Traffic Manager-от, приоритет 2. Нека се вика endpoint 2 add. И имаме тука табела, значи прв приоритет е нашиот сајт. Ако ова не работи, ќе треба корисниците да се пренасочуваат тука. Битно, корисниците нема да има даунтайм, нема да видат дека има проблем, туку автоматски ќе ги пренасочи. За таа цел треба да е се готово. Проверувам првично во overview, се поврзува со нив и за да го тестирам ова, земам овој DNS name, пастирам и реално ме носи во North Europe, тоа ни беше примарно. И North Europe-от, гледам, работи окей. Значи North Europe работи супер. Проверувам, да, и во меѓувреме јас намерно North Europe-от ќе го исклучам. Да симулирам некој тип на проблем и да видиме што ќе се случи. Исклучувам North Europe, исклучувам, се навраќам на истата адреса, че адресата не ја менувам, и тука за неколку секунди ова ќе се освежи и ќе знае да не пренасочи во другата резервна локација. Refresh, има пат, се уште се освестува. Refresh, се уште се освестува, значи се уште не носи кон North Europe. Меѓутоа патот ќе биде од тип минута 2 максимум. Во меѓувреме проверувам и од друг браузер кој не кеширал DNS. Не кеширал DNS овој друг браузер. И тој не носи во West Europe. Се навраќам во виртуелката уште еднаш. Виртуелката беше ова. Refresh. Ова кеширало во Chrome се уште изгледа и не се опаметува. Меѓутоа за неколку секунди и ова ќе се освежи и ќе знае каде не однесе. Значи Traffic Manager-от е паметен и тој редиректира каде да одат корисниците. Проверувам refresh-от. Да, се уште не носи во овој сајт кој го исклучив. Ствари тоа беше овој сајт го исклучив. А треба да се опамети, односно да пропагира промената и да знае дека треба да не однесе тука. Проверувам тука истата адреса, да се уште касни со, да кажеме, свичнувањето. Меѓутоа, ова е од тип на секунди или минути, зависи од, да кажеме, колку сообраќај има во позадина. И зависи дали вашиот браузер кешира некој време промените или не. Јас подесив најбрзо да ги пропагира промените, меѓутоа ете знае малку да закасни. Да, знае да закасни, а од друг компјутер уствари, што не го посетил претходно, веднаш го превзеде новиот DNS и однесе, не испрати во добра дестинација. Да, точен сум со времето, има уште една минута, само да провериме Traffic Manager-от. Ете и од друг компјутер, друга виртуелка. Traffic Manager-от не носи во West Europe, а во овој што го посетивме, тука дали самиот компјутер ги кешира или браузерот малку касни. Да пробам од друг браузер, од истиот компјутер, пастирам адресата, значи е до браузерот. Од ист компјутер, друг браузер не носи, додека Chrome-от се уште некако оди кон старата локација. И да, ова беше се од мојата презентација и од демонстрацијата. За другото веќе го спомна и колегите. Може да сте добитник на gift card за посета на наш курс. Автоматски ќе имате, да кажеме, и беч за посета на ова конференција и ќе имате можност да положите бесплатно еден од овие сертификати од Azure Fundamentals. Повелите прашања во панелот за прашања, јас ќе се обидам да ги одговарам сите прашања. Фала, Марко. Ти благодарам, Фисник. Презентацијата беше одлична, многу интересна. Можете да ни кажете во чет како ви се допадна.